80-годишниот Амет од селото Радање е последниот самарџија кој се уште изработува самари за добитокот во Штипско-Карбинските села. Со самарџискиот занет започна пред повеќе од 50 години во родното село Тополница, а денес самари за магариња, коњи и мулиња изработува во Радање, каде се доселуваат пред неколку години. Трета година, од 63 година. За магаре правим, за коња правим, кој како сака. И за мулиња. Кој како кажи, така. Од каде го научи занат? Кој те научи? Дома сум научи. Од ражано, од дрва правим. А ова овде од ражан? А овие земаме од автосреда. Аха, автоцирада. Аха. А внатре слама ли има? Што има? Слама, това е ражано, ја. Колку време ти треба да направиш еден самар? Еден самар јас правим некде кога беше помлади 3 дана. 3 дена. Порано имаше многу добиток, поради што се барал самар повеќе. Денес состојбата е поинаква. Нема добиток, нема потреба и од толку самари. Порано повеќе продаваше. Кога беше на почувала имаше дотрачи, имаше кој негова. Он секој година по 10 томата земаше од мене. Ама Шумсково тие, он ја дава на мене дозвола, јас сечем од дека сакам, тамо сечем, а сега нема, не дава сега. Го прашуваме овој вреден работник што е потребно да се изработи еден самар. Масравите кебиња купуваме, и това купуваме, и ржано. И дрво. А дрвото е од наше, од планина, ја сечем. На крајот по колку пари ги продаваш? Продавање това е 3,5 дрка. 3,5 Аха. 50 евра. Да. А она е поголема што правиме за коња, 4 даваме. Во минатото во Штипската чаршија работеле над 10 самарџи, но и налбати кои биле во функција на добитокот. Едните ги подкувувале, другите ги насамарувале. Имало работа за сите и сите биле задоволни. Денес нема добиток, ги нема и овие занаети, затоа што по нивите добитокот го заменија тракторите и другата земјоделска механизација.